Една од најчистите болки кои што се јавуваат кај постарите луѓе се болките во вратот и грбот. Овие болки може да бидат предизвикани од ребетна стеноза, дискус хернија, дегенерација на ребетни пршлени и останати болести или повреди. Иако многумина сметаат дека тие болки ќе поминат со мирување, тоа е сосема погрешно. Доколку болките не поминат за ден до два, туку стануваат се посилни и поинтензивни, вистинско време е да се посети физиотерапевт. Во однос на тоа како старееме, ребетниот столб се помалку и помалку може да компензира оптеретувањето кое што секојдневно го имаме и почнуваат да се јавуваат нормалните дегенеративни промени, односно старечки промени на ребетниот столб, а со тоа почнуваат да се јавуваат и тие хронични болки кои што се локализирани најчесто во вратот и во кичмата, односно во лумбалниот дел од ребетниот столб. Тие болки, ако ги кажеме како хронични, значи се постојани, тапи, непријатни, ограничуваат делумно движење во вратот и во кичмата, меѓутоа има периоди кога тие можат и да се акутизираат, односно да станат многу посилни, поинтензивни, да траат со денови, да бидат силни во однос на тоа дека ги будат пациентите ноќе, дека не може да наоѓаат положба во која што ќе легнат и да спијат, дека е тешко секој момент на станување, седнување и придвижување. Според тоа, какви се болките, така и се третираат. Дел од болките, значи кога се во на акутна фаза, ги третираме со медикаментозна терапија, за да настане смирување благо и на болките и релаксација на мускулатурата, и потоа се оди со физикална терапија. Односот на физикалната терапија зависи и од понатамошната симптоматологија. Дали одиме само во насока на релаксација на мускулатурата, подобрување на подвижноста и досмирување на болките, или во клиничката слика има и некои невролошки симптоми, болки по рацете, трнење по рацете, болки во нозете, слабост во нозете, нели зависно каде е локализирано, и се насочуваме и кон подобрување на невролошката симптоматологија. Затоа што крајната цел секогаш ние да имаме пациент кој што функционира без болки, со потполна можност и потполен обем на движење и во екстремитетите и во ребетниот столб, односно вратниот и лумбалниот дел. Освен вежбите и масажите, кои се задолжителни, постарите луѓе треба секојдневно да поминуваат повеќе време во пешачење. Значи, физикалните процедури кои што опфаќаат дел од физикални процедури како што се електротерапија, сонотерапија, магнетотерапија, кои што ни се помош во однос на аналгетскиот дел, во однос на намалување на болката и релаксација на мускулатурата, потоа продолжуваат во мануелните техники, односно масажите кои што се разликуваат од еден до друг пациент и вежбите кои што се разликуваат дали сакаме само да го подобриме обемот на движење или треба да ја вратиме функцијата која што претходно била оневозможена кај некој екстремитет. Меѓутоа сепак на крај пак ќе кажам треба да дојдеме до степен кога пациентот може нормално да ги извршува секојдневните обврски без болка со нормален обем на движење. Кога ќе се постигне таа цел, веќе понатаму е потребно да го едуцираме пациентот дека само мирувањето и статичната положба не му помага, туку треба да има дозирано, постојано движење, колку и да се возрастни лицата, за да се одржува обемот на движење и за да не прогредира состојбата на дегенеративни промени. Секоја мала вкочањето, секоја блага болка која што е на одредени позиции не значи комплетно мирување. Значи, зависно од возрастната на пациентот, ќе едуцираме прво на одреден тип на вежби за регијата која што е зафатена, меѓутоа секогаш влегува и во обзир моментот на прошетки порамно, кои што го активираат целото тело, односно покрај мускулоскелетниот го активираат и кардиоваскуларниот систем, кој што не е апсолутно битен кај повозрастните лица. Во однос на хроничните фази на болки, физикалната терапија се применува отприлика 2 пати годишно или на секои 6 месеци, меѓутоа тоа не значи дека во периодот измеѓу пациентот не треба да биде активен. Сонцето и топлото време нека ви бидат мотив да излезете на прошетка низ градскиот парк
или пак на кеот на реката Вардар. Освен што ќе се наполните со позитивна енергија, ќе го раздвижите вашето тело, а со тоа ќе се намалат и болките во коските и мускулите.